Граѓанската иницијатива Го сакам водно им порачува на надлежните дека не се откажуваат од ставот за одбрана на водно и битката се уште не е изгубена. Тие велат здравието на граѓаните е пред битката за профитот. Активистите велат дека ако треба ќе го бранат водно со жив штит и постојано ќе патролираат за да видат што се случува. Поддржувачите на иницијативата велат во јавноста се говори дека битката за водно е изгубена, дека гасоводната траса мора да поминува низ овој дел од парк шумата. Голем број граѓани и поддржувачи на иницијативата Го сакам водно за заштита на парк шумата се собраа и закачија големо платно со надпис "Не низ водно", на кое беа прикачени пораки за заштита на парк шумата. Поддржувачите на иницијативата велат дека не се против гасификација, туку бараат тој да минува низ северната страна на водно. Овој гасовод не е за Скопје, туку за Тетово и Гостивар, бидејќи Скопје веќе 20 години има гасовод, но нема терцијална и секундарна мрежа. Истото мислење го делат и еколозите. Апсолутно е недозволиво преку водно да поминува трасата на гасоводот, во смисла на загрозување на биолошката разновидност и миграција на животинските видови од нивните постојани живеалишта, што ја зголемува опасноста од нивно исчезнување. Затоа е добро ако е возможно да се направат напори секоја измена која ќе се прави да биде во соработка со невладините организации и јавно да биде презентирано. Од владата пак претходно посочија дека новата траса ќе предизвика поголеми трошоци, но по таа цена ќе се обезбеди најмала можна штета врз животната средина. Како компензација на оштетената вегетација ќе се засади нова. Во неколкукратно поголеми количини ќе се оформат нови заштитни подрачја на водно кон Матка, а ќе се пошуми и јужната страна. Дефинирање на целосно нова траса за овој гасовод не е можна, бидејќи тоа ќе донесе неколкукратно поголеми проблеми и штети за државата и за граѓаните. Како што велат надлежните, гасоводот е типичен еколошки проект кој ќе има сериозно позитивен ефект за животната средина. Многумина скопјани долги години го сметаат водно за белите дробови на градот и како што велат, стравуваат од последиците поради наглата урбанизација во подножјето на планината.